Вработените од рудникот за бакар Бучим од Радовиш се откажа од денешната прослава по повод денот на рударите 28 август и средствата ќе ги донираат за жителите кои беа поплавени во Скопско. Според директорот на рудникот Николајчо Николов станува збор за средства во висина од 100.000 евра, сума во која учествува и собственикот на овој рударски комплекс. Тие средства и други резерви од Бучим собравме 40.000 евра кои ќе ги уплатиме на некоја од сметките на сметка во корист на настраданите од поплавите. Ние сакаме да биде некоја заокружена сума на 100.000 евра, бидејќи ни недостасува 60.000 евра, собственикот одделно од нашите средства одвои 60.000 евра, така да вкупната сума со која Бучим ќе учествува во помош на настраданите од поплавите е 100.000 евра. Каде, како, деновиве ќе определиме да ги уплатиме. Според Николов, првата половина од годината Радовишки Бучиме заврши со одлични производствени и финансиски резултати покрај ниската цена на бакарот, која во моментов на светските берзи изнесува $4.800 за тон бакар. Ние првото полугодие го завршивме успешно, можам да кажам поуспешно од што очекувавме. Имаме остаток од некои над 6 милиона евра. Резултатите во второто полугодие ќе бидат нешто послаби, но очекуваме 2016 година и покрај големата криза да ја завршиме успешно, што е за одбележување. За одбележување во ова прилика да ја искористам вашата телевизија да кажам дека 2015 година Бучим ја заврши со рекордна количина на ископ на рудна маса во количина од над 28 милиони тони. Во Македонија се вработени 12.000 работници во рударскиот сектор кој учествува со 1% од бруто домашниот производ.